Комората на извршители размислува да предложи измени во законот за извршување со кои има олеснување на граѓаните должници. Станува збор за вонсудска наплата со кој трошоците за извршување би се намалиле за 50%. Овој предлог веќе се разработува и ќе биде доставен до влада на разгледување. Тоа е една идеја која што Комората на извршители ја разработува и разговараме со сите фактори кои што можат да допринесат да тоа идеја се реализира. Станува збор за можност да извршителот пред воопшто да почне постапка за присилна наплата, извршителот најпрвен да го информира граѓанинот, должникот, дека должи одредена сума и да го повика во период од 10 до 15 дена да го плати долгот. Во тој момент трошоците за должникот би биле сведени на минимум. Наместо во судовите за останатите долгови на граѓаните за струја, вода и други комунални услуги да доаѓаат директно кај извршителите, за да се поевтини присилната наплата, предлага Комората на извршители на Македонија. Тие очекуваат дека надлежните во државата ќе го прифатат предлогот за вонсудска наплата на долговите. Последните години опаѓа бројката на поднесени барања за извршување, велат од Комората. Се уште прашање на време кога ќе утврдиме колка би биле, но би биле повеќе од 50% пониски отколку што во моментов се. Во тој случај би се избегнале трошоците на тужење, трошоците во постапката пред нотар, адвокатски трошоци и така натаму, со што граѓаните кога би имале еден долг од 3000 денари, евентуално каматата која што треба да платат би изнесувала, да предпоставим 1000 денари, извршните трошоци би биле не повеќе од 10 евра во тој момент. Што мислам дека за оние категории граѓани кои што со тешкотија ги подмируваат своите долгови би било големо олеснување. Целта, како што кажав на законот за извршување, не е да ги присилува оние кои што не можат да платат, туку оние кои што не сакаат да платат. Статистички гледано, најмногу барања за извршување има кон физички лица, но во поглед на висината, најголеми должници остануваат правните субјекти.